Договорот за намалување на евротрошоците за 34,4 милиарди евра за наредниве 7 години од политичарите беше представен како победа за оние кои се залагаа за ваков чекор, како британскиот премиер Дейвид Камерон. Многу луѓе сакаа оваа да запре и дека е време за лимитот на кредитната карта да се намали. Последниве 6 месеци еврото доби 6% наспроти другите валути. Тоа за Марио Драги, председател на Европската централна банка, е добар знак. Тоа е знак за доверба во еврото. За последните 4 месеци 100 милиарди евра се вратиле назад во државите, а тоа е обратен тренд од пред една година кога инвеститорите го изнесуваа еврото надвор од еврозоната. Но периферните држави како Грција и Шпанија се уште се во негативна територија со невработеност што расте. Финансиската аналитичарка Луис Купер вели дека е рано да се каже дека кризата завршила. Има напредок, но тоа е премногу мал да биде забележлив. Ова е време кога популарноста на поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони расте. Шпанскиот премиер Маријано Рахој е вплеткан во корупција. Филип Вајт од Централната европска реформа вели: In Italy we could have political uncertainty, perhaps a return of Silvio Berlusconi. Во Италија има политичка неизвестност. Шпанија со скандалот не знаеме каде оди. Тоа ги вознемирува пазарите. Германските избори во септември ќе бидат голем тест за Европа, зашто останувањето или заминувањето на Ангела Меркел ќе влие на најголемата европска економија.